Постојат бројни предизвици за унапредување на системот за трансфер на технологии и на самата инфраструктура, за да имаме поконкурентна економија и поконкурентен научно-истражувачки систем. Кога размислувавме на што да го ставиме фокусот во TwinTech Connect 2025 конференцијата, одлучивме дека тоа треба да бидат токму вештините за трансфер на технологии и иновации. Несомнено важно да имате силна институционална и правна рамка, и секако финанси со кои што ќе ја поддржите истата, меѓутоа доколку немате високо ниво на вештини кај сите чинители во екосистемот, резултатите од тие програми, од тие политики, од тие стратегии секако дека нема да бидат максимални. Токму поради тоа одлучивме да се фокусираме на вештините и тоа на вештините кај сите чинители и компании и истражувачи и организации. Истражувањата покажуваат дека имаме одредени предности кои што треба да ги искористиме. Тоа е секако стратегијата за паметна специализација, која што треба да искористиме понатака за насочување на нашите микростратегии или макростратегии или некои секторски стратегии. Меѓутоа, она каде што мора да го ставиме фокусот во иднина е зголемувањето на бројот на истражувачи и зголемувањето на средства за научно-истражувачка дејност, било да е тоа во јавниот или во приватниот сектор. А тоа несомнено оди рака под рака со зголемување на вештините, кои што мораме да ги унапредуваме континуирано уште од најраната возраст и од најразличните нивоа на образование, а посебно да се фокусираме на профилирање на еден посебен тип на професија, а тоа е брокер или советник за трансфер на технологии, кој што сметаме дека не е доволно профилиран во Македонија и каде што треба континуирано да работиме и во формалното и неформалното образование. Се надеваме дека со оваа конференција започнуваме еден бран на дискусии, на препораки за трансферот на технологии, за иновациите, како многу значаен концепт кога станува збор за зголемена конкурентност и дека ова е само прва едиција од оваа конференција, дека следната година ќе можеме да дискутираме на некои нови теми и некои нови достигнувања во област.